Живо поздрав од ресторан Аура Куманово СПА. Продолжуваме со серијал емисија за Куманово. Денес имаме новога соговорника, али почеток обичаено да ги представиме наши спонзори, подржувачи на емисију. Тоа е туристичка организација Златибор. Зимуска еве, снег има на Златибор, идеално место да отидете на мор, малку да пошетате, да се одморите. Златибор дава многу убави услови за одмор, рекреација и свакакав вид на забава, и оно што е најважно, многу е добар секад има снег, поготово за здравје на луѓе. Друг наш спонзор е професор Милета Мануеловиќ, негови чуени препарати. Еве, во емисија ќе представам два препарата. Овој негов препарат е многу препознатлив, он се вика Биотирохерб. Он е наменет за луѓе кои имаат проблеми со тироидно жлездо. Многу ефикасно и успешно ги решава проблеми на особи кои имаат здравствени проблеми од оваков тип и препорукува да се земе овој препар, односно овој чај да се користи заедно со капки и резултати ќе бидат евидентни после брзо време. Друг препарат се вика Плодност Вита. Он е наменет за луѓе кои имаат проблеми, односно брачни парови кои имаат проблеми с потомство. И професор Милета Мануеловиќ направи еден извареден препарат кој многу помага да се види резултати после релативно брзо време. Јас се надам дека пуно ќе го применува овој препарат, затоа што денеска знаеме дека најголемо богатство е да се има потомство, а за жал многу брачни парови у денешни услови имаат тој проблем, а управо овој препарат Плодност Вита омогучува да се постигнат резултати добри за релативно брзо време. Тоа е овој препарат на професора Мануеловиќа. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Денеска да ga представам нашега и вашега госта. У нашата емисија гост е Петар Вуковиќ, човек кој бија у свое време познат рукометар, у тој генерацију на Черчева, на Вуксена и на други играчи. Не, после е Черчев. Али на почеток, Петар, да ни кажеш ти
Која година си роден и куде си роден? 43 место Забрежје до Обреновац. Тоа е Обреновац, знаете кој е, на Колубару, Која реку, горе до Белград. до Белград. 43 година си роден во Обреновац, али с 3 години доаѓаш у Куманово, пошто татко ти бие чиновник и ту си се доселиле. На крај на 44-та доаѓamo, четврто ствари, Добро, тега е било еш увек рат. рате. 44-ту, Кад ја отише татко ми, таму ја се бија рат, он ја отише 40. добро. А 44 ја дошле. Добро. И доаѓа у Куманово, куде живите, у кој дел на Куманово се населувате? Цело време смо живеле Стар Огрев. Добро. Па после на улицата подоле имаше еден србијанец седеше у куќу, па ни го држаа за дена стан да седиме у тој куќу. Кажи ми, куде доаѓа тој Стар Огрев, се тачно у Куманово, куде е тој било? До Домјана или блиско е било? Дом je najblisko bio. Imalo je dom armije, 6 kuće i tu se pravija dom armije. Значи, ви сте биле блиско до дом армије. Tamo smo sedeli sve. Добро. Е сега, мајка ти што е работала? Ništa, domaćice si je bilo. Колку сте деца биле ви у куќу? 3 muški i 2 ženski. Od svi tije 5 deca, samo ja sam još živ. Ти си бија најмал, тако ли? Od muški ja sam bio najmlad, Добро. a ženskite su Се posle. кажи ми, тамо кои што се седелеа куде Домјана, како ти е било детство, опиши ни ја како си раснале тоа? Kako smo rasnale? Tu smo se igrali sve. Gore pravi sve igralište u Dom armije, on беше napravljen Dom armije i mi svak dan se sobere smo deca i tam na igralište. Имаше за одбојку, за кошарку, за рукомет. Тоа игралиште е било препознатливо во тоа време, тоа е било, да кажу, едини као спортски комплекс покрај Соколано, каде што се игралеве. Mi smo se sve tamo igralo. Ali kad se napravi dom armije kako što treba, bidna i menza za oficiri. Tam su išli na ručkovi. Ali mi smo se igrali u temelji. Kad se praveše, kad se nadveše, kad ga napravila njega, posle počela da pravi oficirski stanovi se počela Да, se ту pravi. околину на Домена су Odmah направени. imаше oficirski stanovi se napravi. Али мора да те коригирам, дом армије е пуштен или 57, како што јас знам, у тој период, не е 2007. Ne, on je pušten, još su rabotale, mi ulazili smo unutra. Ono se još rabote. Сакам да те прашам, куде си учила основна школа? Bukaradžić. Е сега, ајде кажи ни која ти е била учителка или учител, кој те учија? Učiteljka mi беше tu je kad ideš nakude džamiju, pred džamiju imaše desno, Колку сте биле деца у клас, памтиш ја први? pa imaše 20. I sve srpski smo učili. 8-godišnju školu smo sve srpski učili. Ali prvo učimo u izgorenu školu. Добро. Pa posle ne odseliva
у Шипtarsko мамо. Па пред да се направи во Караджич горе, каде игралиште што беа направиле. Средно школно каде се учија? Гимназија сам учија у Гоце Делчев. Ај се да ни каже за детство, дали памтиш кои су ти биле комшије кад си раснаја туја у окружение твое у близину? Памтиш и кои су ти биле другари од детство на тебе? Па Пирочанска мала е тај. Од каде ја што сам седеја па до пазар каде беше пора. Добро. Мите, брат му, Мите Голман, Мите Голман, Шуга. Голман, Санде, Санде. брат му, добро. Санде Лишка. Личко. Па туја е цела фамилија на Тричковиќи била. Па Пирочанска мала е било то света. А ја после сам преселиване Монопол. До Монопол не имаше една на Атанаса кафана. На Атанаса кафана, да. Па од каде Чор, после дојде Чор, у тој ја каде седеше он, тамо седеше, ами каде Атанаса. Исто држава ни даде две соbe и там сам до... Не се сруши тај што е направена зграда, тек се сруши и кафана и све тај и направива зграда. Кажи ми у Дом Јана, од Сабаје до вечер све ли е било пуно с деца кои су играле? Све е пуно. Бела направиле и хуглану. Имаше и... Куде сакаш да идеш? Да, и мало и билјарда, викам. И билјард има, све. А памтиш си ga управник на Дом Јана, тога е бија чувени Душко Томовиќ, Дуле. Знам га Пирочанаc Душко. Тај голем човек с бркови. Па одма седеше подоле малце у Пирочанско мало. Он е дозволуваја кој да улегне, кој да искочи. Мислим, он е водија ред за Дом Јана у тој време. Он у почеток не е, после. Да, А после турива и војску да има во Дом армија. да, служила е војска Јана. И каде имаше приредбе, каде имаше тој све без пара се не пуштале ја гледамо. Али ми ги донесемо каде имам стан, ми ги снабдуваме. Па да, тега, на некој начин, војска е била многу добро прифатена од народ. Кад се е служило у тој време у Куманово, војници на ЈНА су биле увек добродошли свугде. И мало е за нас столчиње спремено, све без пари сме гледали. У Дом Јана исто и мало е горе и кино да гледате филмови. И обавезно. Па да, и приредбе су давале. Да. И мало е дочек на Нови години. Исто. И мало е. И Доњи дел. Да. А Биескоп се горе бија на Спрат. Тамо су организирале приредбе у Биескоп. Песме, војано е. Учије си у гимназију, тако ли? Да, гимназија. Кој е било гимназија? Памтиш си нешто? Како мислиш? Па како е било у школа кога сте училе? Убава гимназија. Дали знаеш кој ти бија класа, некои професори да спомнеш? Владо Филиповски по математику. Може да знаеш по историју. Паланчанца, Бобров. Чувени Бобров, да. Он историју ни е предаваја. Кој ти предаваја физичко?
физичко, Да не е Свето Аврам. да, Свето Аврамовски Свето. Абрамовски. Јас сам и кога имал стан с деја после, едно време, Да. кога е Аврамов.
се кажи ми, пошто твое животно определение бија рукомет, кад си први пут почнаа да играш рукомет? На колко години? Рукомет, kad pojdemo u školu, u Vukarečić, Добро. pa imaše među Меѓу школе направо. škole, imaše ga jedan Rufat, ciganin golman je беше. Аха. I mi, što igra smo tamo, sami i profesor po fiskulturno ne treniraše. Кој са? Санде. A ispod dobro da i na njima imaše. На кој си позицији почнаа да играш рукомет први пут? Prvo sam zastanao na gol da branu, Голман. pošto bio sam povisok od ti drugite. Prosto, pa ono, do negde 16. godinu беше pomoćnik. Pa posle izrasna 184. Добро. Кад си играел во Караџиштега, кој ти бија тренер у тие школе кад сте тренирале? Кој ве учија рукомет? Кад си посувае? Pa ovije postari. Vika smo gi i Miteta i Sandeta, pošto i oni igra sva. Pa kad mi potreba nešto viknemo, gi onozimo. Аха. A i profesori nekoji vika smo od škole da dojde sve, da ne trenira. Plaćali smo gi mi deca. Ne mnogo, koliko da ne je džabe da. А кажи ми, пошто ga памтиш ти Митета Шуго? Мите Шуго е бие голема легенда. И многу е бие активен у спорт, он играе и кошарку. On je bio za sve. Универзален спортист. I golman je bio, Da. branije i sve. Evo ga Sande, brat, on ne se mnogo sa sport bavi. Ličko što ga vidi. Да, он е бие повише као тренер и као професор по физичко. Da, pa on bi na profesor po fizičku. Ali Mite je bio i za rukomet, i za nogomet, И за кошарку, за све. i nogomet je branija, i Da. sve to je. Он е бие голем потенцијал у фудбал за голмана, али отиде у други води и за жал не направи голему кариеру. E pa tako vreme беше. Да. А у гимназију, кај сте учествувале, мисля ќе покажем ону слика овдека. Еве го, ова е тај гимназијска екипа, кои што сте ви учествувале на тие меѓу школе. Među škole. Pa jedna od najjaki smo bile. Еве се овдека, кога памтиш да ни кажеш некога? Земи си ги научене. Ne pomaga mnogo oni. Ovako je bolje je. Ovo je, vika svoga, Andrej. Ovo sam ja. Viš koliko sam bio. A ovo je gimnazija. Гимназија. Какви сте имале резултати? Imali smo najbolji od srednje škole rezultat. Значи победувале сте. I Avram nije kao trener bio Да, Аврам ве учија. i on je učio i Buba Буба по физичко. po fizičku. Љубица Кузмановска Буба. Дали после завршување на гимназију ти продолжуваш, омали се запослуваш или продолжуваш с рукомет? Ne, na fakultet sam otišao. Добро, на кој факултет? Mašinski u Skopje. А меѓувреме играели си рукомет? Da. Igrao sam i za fakultet rukomet. Igrao sam i u vojsku kad beše za vojsku rukomet. Kude sam i sve
Теж спорт ми бие што сам И факултет ga завршуваш, тако ли? завршил факултет. Значи, постоја си како голман, а после на која си позиција играе рукомет? На центра највише. Централен бек. Централен бек. Добро. А мене сам и криво неки пут кад потреба нешто. Кажи ми како ти е било на студија у Скопје, кад си студираја там? Седеја ли си или путуваја си? Свак ден сам путуваа, доаѓаја сам свак ден сме тренирале. Сабајле с возот, идемо на часови и после си дојдемо. А куде се тренирале у Куманово? У Соколани, у Домина, тако ли? Дом ја на sve време у дом ја на асмо тренирање. Никој не немавае, ни Тако е. и тамо сме организирале и утакмите сме пуно играле. Да, има многу такмици и од женско и од мушко И конкуренција, женско, тамо и- се играле. Ти го памтиш тај женска екипа на Куманово, која е била 5 или 6 пути првак на Македонија. Тој се Јасмина Голубовиќ, па после е била Берка Богоевска, Рада Крстевска, една незаборавна генерација. И сестра на Рада, и она е тренирала тамо. Тоа е била многу добра екипа. Еве да покажемо другу слику. Овој слику ќе го покажемо. Ово е у Соколано. Тоа е партизан пише. ДТВ Партизан. Дето е партизан. Овој ни е капетан прве класе. Овој бие тренер. Тренер беше едно време. Добро. Тој ga има и Чора. Киро Чор. Една изваредна генерација исто ваша. Па од тој генерација што су, кад се формира младост, јас сам тај што сам ги даја седнамо. Јас сам само бија на тај састанак. Добро. Другари, што да правимо? А тој била и Димич, Вуксан, Марич, на састанак. И почнала да дава некој. И на мене на крај века, другари викам, погледнете се овде дека. Сви сме млади. Ја предлагам да му дадемо име Младост. Пошто сме младост. И ќе си играмо рукомет. И тако е биде млад. У тој Младост има тројица од цивили. Ја, Чеде, Трајановиќ Добро. и еден наставник работеше на... А бие ли е у тој екипу и Стојмир Саневски? Сане. Бија е, ама не играе. Он е бија тренер, да. Он е као тренер бија. И овој исто као тренер. Капетан прве класе. И Киро Чор исто е бија многу интересантна личност. Голем човек, викав дека имаја добар шут. Има е. Ама около лошо ги шутира. Он јака шутира, ама поише иде преко гол него што дае гол. Еве да покажемо и овој следеќу слику. Он се откажа едно време. Овај слика куде е овој? Горе. Соколан. Добро. Ово е која екипа е овој? Исто ли е? Напишаа ли се му? Не, нема напишано. Па забравија се.
Па партизан е сигурно бие. Да тоа партизан. Да, тоа партизан. И тој е горе, во Соколан. Кажи го екипу кога си играе ти, која е била добра. Ти си бие централен бек. Киро Ќоре бие друг бек. Кои се биле други играчи? С тебе кои си играли у тоа време? Абе, оно сви су биле добри. Кој бие голман, кој бие крило? Кажете го цело екипу. Ти го спомна преска Таки Зуб. Таки Зуб што играе? И он е бранија, Таки Зуб. Добро. А Иво Бугарин? Он малце игра. Добро. Чедо Черчил играе ли е с вас? После тој кад Киро Ќоре играе с вас? Чедо Трајановиќ? Чедо Трајановиќ игра. Тричковиќ. Тричковиќ Зајко. Зајко Тричковиќ. Среќко Тричковиќ Зајко, да. Пироќанот, одма каде да. митета туе се И он играе. Значи, тоа е генерација. Кога си завршие факултет, ти се запослуеш у Шамли Цеви, тако ли? Да. Ми ти покажеме овдека слику од ваша екипа од Шамли Цеви. Поиграле сме против други фабрики сте играли? Фабрики и Виднамо прваци на Македонiju едну годину. Добро. Скопје имаше најаки екипи, ама ми ги сви испотапам. Ти кој година си запослија во Шамли Цеви? После факултет, одма? Одма. Они ме у... Значи, тоа е било 70 прво јесен. Пошто ја прво отиде да отслужи у војску. Где служија војско? У Загреб. Школа резервних офицера. И како беше војско? Како предесте? Одлично. Тега се е служило годину и пол. 10 месеца наша беше школа. Али укупно си служија војско годину и пол? Не, едну годину. Добре. И тој го намалива. Кога го заврши школу, доби подпоручник чин Што ќе и кажеш? отиде за Ниш. У школу. За Ќе војско. кажеш за војско? Викам дека војска е била и останала како една школа за живот за луѓе. Да. А за жал денеска војска не се служи у Кинасе. Добре, и така беше, мате. Када отидемо у Загреб, ја када заврши, у Загреб прво отиде, па тамо кад заврши, па ме у Ниш пратиба. И тамо еден од тие капетани малце против нас беше. Хрватини, знаеш како е све. Они да се начело се, они да... И ти се враќаш од војско и запослуваш се у Шамли Цеви. Шамли Цеви тега е било гигант. Била е јака фабрика, имале сте пуно работу, имале сте добри примања, све е било супер. Знаме, па јас сам. Ти го си запусти, кој беше директор? Желјка ли? У Шамли Цеви, кој бе директор тега? Желјка. Желјка. На кој си позиција работае? Јас сам бија на одржавање. На машине, на све. Пошто машинство не е само да направиш нешто, треба и да го
Одржаваш треба да го. Така е. Колку радники имало тега Шамницеви ти кога се заposlije? Били сте пуно? Па у почеток е било около 2500 радника. Па после се намалива. Имали сте редовну плату, вишкови, капета, све? Имало. И слушале се луѓе. Фактички ти си цел работен век работаја у Шамницеви, тако ли? Да. До пензија. Викаваме у Скопје кад завршили. У пуно фирме, не викам. На мене ми е ФЗЦ дало кредит док студирам. И неќу луѓе да ги отфрлю. Док ме чува, ја читав да тој што су ме плаќале да ga отслужу. Све што треба што ми даде, све ќе работи. И тако е било. И на краја стана до крај сте. Оттам се отиде у пенсија. Од ФЗЦ. Ева се да покажем едну слику. Ова е веројатно исто екипен првак на Македонија 78 година. А тој што ти кажа, Тоа е таа екипа. тек сам јас и у ФЗЦ работаја. Кои се биле голмани у Куманово? Таки Зуб, после Бранија Томе Цана малку? Имаше ги пуно. Имаше циганчиња, имаше шиптарчиња. Аха. Убава браниш. Според тебе, ти си играе рукомет у Куманово, кој е најбољи играч од тој генерација ти кад се играе? Кога би могаја да го издвоиш овако? Од тие играчи што играмо, пошто ја, Томе Ниси и Чавдаре и Чаритон на станицу што работеше, ама он па не можеше да доаѓа да игра. Тие смо биле троица што смо играле с војско. Вуксан, Марич, Глушец, Голман. Козаровски. Знаеш ли ga Голмана? Он такој се искривеше кад брани, кад оноде, и висок беше. Да. Глушец га вика. Глушаc, да, чуе сам. Али Чедо Черчил и Чедо Трајановиќ, Трајановиќ с мене јаше они бија гетер големе бија. Многу добар играч бија. Знам га бе Чедо, заедно сме играли. За жал, пуно од нив су починати, али останујев у историја како заслужни луѓе за рукомет у Куманово. Па сви помрела. Свите. Теги и Сречко и кој не умрела. Да. Чедо Черчил, Черчил, исто он. Он си е жив. Чедо Трајановиќ е починат, што вика Ама Стричковиќ. Черчил беше му лошо. Сега е добар. Добар е сега. Оправили се. Да. Ќе одопнеше за Малта. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. I'm chasing the sunshine and go out and play. Yeah. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out
Дали ти с некога контактираш со овие с кога си играе рукомет, иако су доста починати, с некога имаш и муабет? Кога, kad se vidimo, sednemo i moabet se pravimo. Ама и малце останало јазнимове. Да. Ај кажи ни малку како е било според тебе за Корзо у Куманово кога си скачае ко беќар. Не имало проблем. Где си највише ише? Па знаеш какво беше Корза? Од Челу па до Соколано горе. Не, и туја. И па си седнемо негде. И спиемо нешто, и донодимо. Да. Где сте ише на игранке? Ја не сам ише многу. По Соколано. Отиду прави ги друштва. Сакаја ли си во кој да се дружиш с луѓе, да се нешто кафанов, да... Обавезно, обавезно. Па ти знаеш, ја, кога работеше, што сам правија? Ракију сам носија на радници. Добро. И на директори сви сам ги кажае, не смее да иде и да ги кара радници ако пијат. И они, зашто? Ја ќе ви кажа зашто, ама не може ви да ги кажете зашто. Мене су ме радили и сега радници ме, кои ме види. Знаеш какви работа сам ги даваја, ама и плату. Када ме види, пројде улицу да се поздрави, да праша како е. Како тебе, вика, човека не сме виделе у фабрику да се брине за радничку класу. Ти си, Маја, по твоју команду у Шамницеви су биле поголема група на радници на кои си ги бие шеф, тако е? Све, по све. И тој најлоше работеше. Суботу, неделju su tovarili po 10 vagona. Ja šetam, oni mi zavrti, dali tvrd lep. Dali gi ovo, dali gi ono. Ja kupu lep, kupu sa slep i odnesu gi. U pola noć da gi viknu svi se dovađale, ne su prosjovali koliko ti gi platuš. Po penziji otideva, transportni radnici od mene pogolemi penziju zemala. Sve što sam gi davaja, nikad ne sam. U pola noć da ga viknu, dojde svi i работа. Кои су ти биле во кои, да кажеш, најдраги колеги од Шамницеви, да спомнеш кога се дружија највише у фабрику? Nisi, Tome. Томе ниси, да. I svi radnici. Radnici, nema koji ne. Сега сте фамилиарен човек, имате супругу, имате керке. Imam. Супруга куде ви работала? Nigde. Ne Она од sam Куманово ли е супруга ваша? od Kumanova. Ne sam se kada da go zapestu, pošto na mene svi mi ispoumreva. Kad se oženi, nema koji deca gi čuo kad će se vrati. I kažaja sam, ako sakaš, ti najdemo ženu za gi čuo, ti idi. A ako sakaš ti da gi čuvaš, ostavljam ti gi. Sve što treba ti kaže, ja sve će ti snabiti onoga. Ne treba ti da raboti. Ti gi igraje deca. Она од куде е? Од Куманово ли е? Kumanov, Од која фамилија е супруга ваша? pa prema Sokolanu kad ideš. Levo, neli imaš jedan Šnajder. Tu
У Сокачите, Не, главна улица. а на главна улица. Куде Владове што седеше, што гледаше на А имаше керке, две керки. унуци, Имам две унуки. нек су живи и здрави. Помалата керка, она заврши докторка зубарка. Добро. Отвори си радионицу и управа на деца, на луѓе, на која иде зуби. Постарата заврши и она овај 6 години студирала зубарско факултет. Ali njima sam ги plaćala, ja kad zapisao fakultet, fabrika mi je plaćala. Да. I zato sam ja ostao do kraja da работа kod njima. Inače, vika sam me 300 duši. Се кажи ми како ти проваѓа пензионерски денови? Како ти испуне ден? U zadnje vreme u šetanje. Svaki dan šetam od 10 km. Куде одиш, знаеш? На куде? Po svi ulici. Zašto doktor tako mi kaže. Kad беше ми стен бе ugradувала пред срце. Аха. Иначе немало крвоток, доволно Нема крвоток, в да. срце. И доктор ми kaže, ќе намалиш малце висину. Цигаре не пушиш, алкохол. Не пушиш, а алкохол вика свак ручек по 2 чашки може да испие. Ракију. Ракiju. Ако Да не прекорачи само. не викам, може да прекарачиш. Ако деца прави роѓендан овој, може да испиеш и више од 2 чашки, али да не се опие. И свак ден од 8 до 10 километра пешки. Има да живиш, еве го, 28 sam почнаа да ga тој што пију ракију и овој Ево, овдека има една, да се подсетимо за наши играчи, ова книга, Ракометот во Куманово, тоа е 4-та, 2009 дан јубилеј, и по те поводи напишена ова монографија, напишава го покојни Петар Трајковски и Миодраг Карсовски Болто. Овдека има еден сублимат на Ти свите. го знаеш, тренер, онага по физкултура професора. Да. Ево, ова Он монографија. женски беше, оно дуеше екипи и ги правиш. Кога вика се, не ми текна и на njega. Он ги бе. Димитар Антевски е бие, тренер. За Димитар ли зборите, за кога? Па тебе еден кело. Славко Симоновиќ. Учо, да. Славко. Он ги... Ево, овој книгу има напишено пуно работе. Овој се почетци на богату историја на мушки и женски рукомет. Они ги правила книги, ја ги колко тражива пари да даде и зема. Нека има една. Само могале су по-убаво да го направи. Добро. У кој смисол, испуштено ли е нешто? Ја би још више играчи Аха. натурае. И поише би ударија на младост, пошто тај младост Да. Младост е после би најде тоа партизан. он би горе фабричко имено се.
А да, имало и женски екипи, Текстилац, Чито Македонијо, ДТВ Партизан. Да. Куманово има богато историја у рукомет, и мушки и женски. И добар рукомет се играе, свет. Да. Кажи ми сега, на телевизор, што гледаш највише спорт? Сви спортови ги играем. Али некако задње време нешто. Не. Не те привлачи нешто? Па не е како што беше. Па ти не знаеш колко доваѓа со луѓе, ни пари зимасно, ни ништо. И Куманово имало едну богату традиција. Траја неколку години тие чувени Карпашови турнири со Колано Луковет. Ти ги памтиш? Тоа е било празник за град. Ифија е народ. И пари смо давали. Не е проблем. Ама убаво кошарку. И Партизани доаѓаја на турнири и играја. Кошарку, да. И Звезда неки. А Партизани сваки доаѓа. И Соколана е била увек пуна. Све увек пуно. И рукомет кад се играло пуно е било. И у домарма не се наплаќаше пином. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Петра, фала ти што беше гост у емисију за Куманово. Посекувам ти добро здравје и да се видиме у друго прилику па да збориме. Нема проблема. Дали би се каја некога овој прилику да поздравиш некои твои колеги, другари? Сви што ме знае. Јас со сви сам имаа контакти, не сам имаа проблеми с никој. Фала ти за учество у емисију и ќе се видиме у друго прилику. Нема проблем. Толку за денеска, поздрав од ресторан Аура Спа од Куманово и све најбоље.